Драги родители, јас сум Натка Пачовска, член на РАИС тимот при Институтот Алтернатива. Минатата недела професор Марија Ралева најави циклус онлайн работилници за родителски вештини за време на пандемијата со COVID-19. Целта на овие онлайн работилници е да ви помогнеме во предизвикот за поголема родителска ефикасност во специфичните услови на живење. Денеска јас ќе зборувам за првиот блок на родителски вештини, така наречен време поминато еден на еден со вашето дете. Определете најмалку 5 минути време во текот на секој ден, време кое ќе биде резервирано само за вас и вашето дете. Секако можете и 15 и 20 минути, но имајте на ум дека оваа активност ќе ја спроведувате секој ден и доколку имате повеќе деца со секој нив оделно. Најавете му на детето дека е тоа време само за него и вас. Исклучете го телевизорот, телефонот и се она што може да ве дефокусира од оваа важна активност и бидете целосно посветени на активноста со вашето дете. Прашете го детето што би сакало да прави со вас и доколку нема идеја, помогнете му да избере соодветна активност од неколку кои вие ќе ги предложите. Дозволувајќи му на детето да направи избор за активноста, му помагате да ја зголеми својата самодоверба, а покажувајќи интерес за тоа што му е важно, му давате можност да го подобри или зацврсти својот однос со вас. Овозможете детето да води, а вие само да следете. Така му помагате да ја гради својата независност. Обраќајте му се по име, гледајте го во лице додека му зборувате и слушајте го внимателно. Така вашето дете ќе се чувствува значајно за вас и ќе чувствува дека ги цените работите што ги прави. Додека детето ја прави активноста, постојано и со ентузијазам кажувајте му го тоа што го гледате. Например, колку убаво ги редиш коцките. Ми се чини дека прави замок. Боите на коцките ги избираш многу внимателно. Така му потврдувате дека го уважувате и го учите на јазични вештини. Пофалете го детето секогаш кога за тоа имате можност и повод. Најавете му на детето кога се ближи крајот на времето поминато еден на еден и кога е времето завршено, соопштете му дека утре повторно во исто време ќе се дружите на овој начин. Практикувајте активноста на еден секој ден, а во исто време за детето за да може да ја очекува и почитува. Со вашето беби или мало дете до 2 години можете да ги правите следните активности. Да пеете и да правите гремаси, да предизвикувате интересни звуци и движења со предмети од домаќинството, да си играте со играчки соодветни за возраста и така натаму. Со деца на возраст од 2 до 9 години можете да ги правите следните активности. Цртајте, обојувајте ги цртежите, гледајте и читајте сликовници, гледајте слики, раскажувајте приказни, пејте, танцувајте, играјте забавни игри во склад со возраста, редете коцки, редете сложувалки и слично. Ако вашето дете е адолесцент, секогаш кога сакате да поминете време заедно, кажете му дека имате време и дека ви е важно да се дружите со него и шпрашете го што би сакал да прави со вас. Доколку сам не може да ја избере активноста, вие предложете неколку и побарајте да избере една активност од предложените. Например, да вежбате заедно, да играте забавни игри согласно возраста, да разговарате на теми од интерес на детето, заедно да подготувате омилен оброк, заедно да ја средувате собата и слично. Следниот блок на родителски вештини е давање на позитивни инструкции и пофалби. Следете не во петок во исто време. Ви благодарам што ме следевте и останете ми во добро здравје.